Мораме да му се придружиме на талогот кој да е тој, како што и да мисли премиерот, што подразбира под талогот кој нели таа атмосфера ја нарушува, но фактите се на страната на талогот затоа што Македонија во 2025 едноставно залута. Моje мислење е дека се најдовме навистина во слепа улица, од која напред нема, а ми се чини дека станува се потешко и маневрата за рикверцот. 2026 во таа смисла за мене е тешко да ја предвидам во која насока би одело тоа понатаму, но она што може да се предвиди е дека 2026 ќе донесе штети од ова заглавување, кое произлезе од една демагошка, популистичка потреба да се задоволи едно гласачко тело манипулирано со дезинформации, не по негова вина, што од домашни познати актери, толку и ми се чини и од надворешни. Некогаш они коинцидираа, некогаш тие надворешните дури немаа потреба да интервенираат, бидејќи домашниве многу виспрено ја презедоа таа улога, го изманипулираа гласачкото тело со таа некоја теза дека ние не можеме да виткаме кичма, дека сме изложени на диктат, дека сме изложени на букаризација, дека не постои македонскиот јазик, дека ќе биде укинат и низа на други лаги кои сега не доведува во една ситуација каде што јас мислам дека во Европската унија веќе не разговараат со нас. Се е кажано на оваа влада, од друга страна 2025 видовме дека пропаѓа, се урушува цела она исто така демагошка теза дека добро, ако они не сакаат, ние ќе ја донесеме Европа дома, бидејќи сите извештаи укажуваат на нешто што е сосема спротивно и не само извештаите кои се добиваат од Европската унија или од други релевантни фактори, туку и од она што го гледаме, она што го живееме секој ден. И 2026 мислам дека ќе пристигне сметката за оваа авантура.